Постоеше некогаш, во некое време, дружина од неколку другари. Си постоеше и едно царство, вредно само за другарство. За една таква дружина и такво царство ќе ви раскажеме денеска во нашата приказна на сцената во нашиот град. Но, најпрво да ве прашам нешто. Го знаете ли вие Гаргамел? Кој е тој? Така е, лошиот лик кој што сака да го грабне Дедо Мраз. А сте чули ли за Смотанко? И тој е лошиот лик, исто така, заедно со Гаргамел. Тие се денеска овде со нас и заедно ќе се дружат. Но, едно да ви кажам, што и да се случува во нашата приказна, треба да знаете дека во неа вистина ништо не е. Тоа е само приказна. Ајде сега, сите заедно да видиме дали Смотанко и 313 ќе го грабна Дедо Мраз или тоа е само добро смислена приказна за да го надмудрат светот за нова година. Јас сум Смотанко, а тој е 313, затвореникот. Кој сте вие и што сакате од нас? Кој сме ние? Ние сме ти едно страшно чудо, за нас секое дете чудо. Банда храбра, умна, вредна, за лоши дела многу жедна. Но јас не ме разбирам. Што треба да разбереш преќе тук натат? Не е нашиот занет за твојата глава чукната. Но јас не можам овде да седам. На децата треба подароци да им делам. Одмори, мајко, па јас мислев дека овој знае се. Дечиња, овој не е Дедо Мраз, не ли? Како не? Како не? Кога лично го киднапира. Ти си го киднапирал. Глупости, да не бев јас и мојата слава, ќе легнеше твојата глава. Заборави ги подароците. Децата не ги сакаат повеќе. Не ли, дечиња, не ги сакаат да не говори подароци. Јас мислам дека Кантер и Фейсбук сега се популарни. Не ви требаат подароците на Дедо Мраз. Сега секој својот занет го гледа. Нели, деца? А како да тоа стана цинко? Освен што шеднаш во една банда, шедна за правење лошотни многу. Дете, гледаш, дедо, ти си веќе остарен. Сега на мода ти е Фейсбук, Спайдермен, Бетмен, а не твоите подароци. Нели сега секој во своја шема? Има ли дете кој компјутер нема? Имате ли деца компјутери? Нема дека децата не ги сакаат твоите подароци. Тие не сакаат нас, не тебе. Мајки, Бегай сам, дојде гради! Не некој ќе ги фатам ако треба и за глава ќе се скара. Ах, тие штрумпови! Добре дојде Гаргамел. Еве, ние правиме како што ни рече. Што правите вие? Работата по планот си тече. Каков план, каква работа? Ве чекам од предходната сабота. Гарги, но не е лесно да се најде Дедо Мраз. Го има секаде, а го нема никаде. Како тоа го има, а го нема? Па тоа е легенда стара, мама мудра права. Ве молам, Бекен, не сакам никакви фалби. А кој си пак сега ти?
Их бре старче белобрадесто, јас сум ти вештевче вешто. Јадам, пијам, пеам и гласот ко гавран голеа. Сестра ми е вещерката лекка, нејзината болна метла цвет. Ме познавате, нели? Кој сум јас? Така е, дечиња, негов вещерскиот сојуз, секој му стигнува капа и секој вещерче, кај него да учи сака. И што ке ми сум јас, бандо жена? Па твојата глава е многу вредна. Ама ние ја сакаме твојата глава, нам ни е потребна дедобразовската слава. А што ке ми е слава? Кога ќе имаме твојата слава, секој за нас душа ќе дава. Секој дете нас ќе не вара. Така ли е, деца? Нас ќе не вара. Децата не те сакаат тебе, тие нас не сакаат. Да. Тоа е погашто што не се учи. Тоа е занат кој никој не може да го научи. Човек со ука се раѓа, со љубов на името го дава. Како да не? За учење у љубов не треба, нели деца? Скрај дај, ние не сакаме како тебе да бидеме, или твојот занет да го земеме. Значи, нас денобразки ни прости, ние ќе му бидеме први гости. Во моето царство волшебно не се стигнува, коне го само пошта пристигнува. Треба да ни кажеш каде се наоѓа твоето царство големо, за да појдеме заедно кај него, да ги украдеме твоите подароци. Тоа е волшебство. А како тоа ти пристигнува писма? Кој за нова година ти вика, кој играчките ти ги прави? Кој му ги прави играчките, деца? Ајде, кажете. Ако не кажете, баба Меца ќе ве изеде. Тоа е волшебство. Какви играчки имате до мраз? Знаете ли вие, деца? Сигурно некој од вас знае во кое село живее Денобраз. Каде ли живее? Каде живее Денобраз? Децата треба умно, мирно. За децата треба да имаш срце ширно. Не ли, деца? Сега негова била лапунја. Прв пат слушам за таква гнасотија. Но јас не верам. Но треба да разбереш ти. Сега ние ги одиме кај тебе. Во моето царство не можеш да стигнеш. Јас живеам во кориба мала, сам. Ајде, доста се празни младе. Нас Денобраз треба да ни веде. Што да ми бе тот стар вештер? И ги дадеш подароците. Ау, овој почна да напредува. Гледате, не се покорува, не се преда. Но, имам ние план од две. Кади него, полесно ќе се. Кади? Што е тоа план бе? Смотан, голема бистрима си, глупав. Ау, сега сме имало од само да направи един почлив напиток. Ще видите што ќе се случи. Чекај, Гади, застани. И јас сакам да дојдам со тебе. Тоа ќе биде убав час за мене. Ау, смотан го. Зарем толку не размислуваш, ще ви изгледа вете, умот ти го издува. Па кој ти го чува Денобраз ако дојдеш ти со мене? Заминувам јас. Заборави. Смотанко, а да смислиме ние некој план, Каков да план? поставиме Гаргава сам. Но јас не би сакал на Гарги противник да му бидам. Ако му бидам противник, тогаш дјаволштината ќе му ја бидам. Па нема да му бидеш противник, верувај. Како тоа нема да му бидам противник? Што смисли сега пак ти? Јас ќе отвориме конкурс за сите. На Facebook ќе го објавиме. Кој со Денобраз сака да се фотографира, да дојде тука, никој цртаните да имитира. Слушате ли, деца? Да дојде овде, Рико Цртаница да имитира. Деца, сакате ли ние да се вклучиме во представата? Сакате ли некој да дојде овде со мене да се фотографира со Денобраз? Сега пака ќе направиме. Затоа што не можеме сите да се качиме на сцената, ќе поставаме едно прашање. Тој што ќе ми го одговори, ќе дојде со мене и ќе се фотографира
фотографира со Дедо Мраз. Ајде кажете ми, кој од вас ја има гледано приказната Црвенкапа? Здраво! И како се викаш? Марко, ајде ки не раскажеш што се случило во приказната за Црвенкапа? Од кого бега Црвенкапа, знаеш? Зошто бега од него? Што сака тој да ја направи? Изеде. Ајде сега ти со твоите другарчиња ќе дојдеш да се фотографираш. Ќе дојдете? Ајде. Ајде дојди. Ајде. Каже, дали сепак Црвенкапа успева да се спаси од страшниот волк? Успева ли? Како успева? Како успева да се спаси? Ајде? Што се случило? Кој го убива? Ајде ти ги дојде да се фотографираш. Ајде ти и твоите другарчиња. Добро, ајде сега сите да се вратиме на своите места и да погледнеме дали ќе се спаси Дедо Мраз. Плачка невоспитана, не
Moja glava je smotana. Gospodario знае како се вика. Kako to znam kako se vika? Па не ли го изговори името мое? Ja zbočno ne znam koje je imето tvoje. Моја вистина смота. A plačka plačkosana. A vi je dođete po naša oglas? Pa se razbiram, zошто bi došla za drugo? Pa dobro, no naša oglas baka veli. Всеки što se za dobra saka da se fotografira, da dojde tuka likovca planeta da imitira. I vi je što se imitirate sebi. Представам јас. Ajde. Знаете ли која сум јас? Јас сум Тими долгиот чорап. Ме создаде Астрид Линдгрен. Затоа имам ваков нежен ден. Живеам во вилата Билекова и секој што мене ме закача, го едначам со нула. Нема ли да помислите ни насон дека живеам со мајмунов мисо? Пријател ми е коњот Алфонзо, имате добриот Бонзо. И не прашувајте зошто ги сакам нив. Кој ни? Боже ми любов, глупак жив. Па животните, моите другари. Тебе животните ти се другари. Да, тоа најдели. Што ти е тоа што овде? Да, да ти не дојде. Не грижите. И плачењето ќе ги пројде. Ти мене ме местиш, сакаш само покрај добра да те сместиш. Аде бете да се гледате. Што гледам јас? Мојот вкусно? Ау, и мојот кармен? Мојот прон најфин? Мислам дека беше ти. Зошто не си на училиште? Може ли да знам? И зошто прави кој спавате сам? Мамо, само сакам те го мраз да го видам. Малко весела и јас да тебе. Херничко се правите, Пеки. Пак си разположена за шеги? Не ли вчера убаво се разбрали? Што тоа сте се разбрале, господи мила? Ние, домачинара мои, требаше да бидат дома. Не требаше да излегува. Ja, dobro, вие дојдете по наша област, не? Да, ние дојдохме овде за домас. Ајде да се сликаме со домас. Деца, што мислите? Ова сигурно лоши оцени има. Не,
Moći, ja sam odlična učenič. Тогаш сигурно имаш некоја добра учителка. Но секоја учителка е добра и строга, не ли, деца? Всушност, јас не писакал да е добра, ниту пак да е строга. Јас не годам училиште добро. Што? Сакате да кажете дека ти никогаш не си отидел во училиште? Па да, јас сум се родил учен со ум и ука. Мене не ми е потребна училишна наука. Лажеш, а не е убаво да се лаже. Не лажам. Нека кажа дека никогаш не лажеш. Деца! Јас мислам дека треба да лажат. Лажат кога велат, оти не лажат. Мајките не ги учат така, деца. Мајките не ги учат така, деца. Како ги учат? Можем ли да знам? Или ги учат да бидат послушни, да не лажат, да одат во училиште, да ги слушаат и родителите. Кои? Родителите. Родителите се толку многу стодени, како дрвени адвокати се. Јас мислам дека ти си дрвен адвокат. Не сум јас дрвен адвокат, ти си дрвен адвокат. Ти мене дојде сега да одем на наша. Па нормално кога сите не лажеш. Не те лажам. Ајде излегувај и не приложиш што вам кажам. Реков дека оваа приказна е само наша. Оди седи си во публиката мирна и да видиш како слика. Смотам го сега си песна. Побегнал лучото теса. Да не видовте каде побегнал смотам? Видовте, тоа е типна шуплива, има само уста вртлива, само зборува, за ништо на светот не го видува, а даде ѓавол, вештенска магија да го одбува. Знае јас дека не треба да му се доверам нему и на онаа друга с пешечки беби. Не некога ќе ги хватам, шичката ќе им ја одера. Значи ми доаѓа. Веќе ми мириса на штруфна супа. Ама добро ти се сваи во мојата шупа. Како ме отиваш, вещеру, ти, невоспитан звер, доста ти еш нас върваш, сега сакаш и те домразиш пред чорба да съркаш. Не можеш ти вещеру ведно да кркаш. Навистина ме оплашите сега. Од вас изгледа по-паметни нема. Сега навистина ме хватите вема и ми ја разсипате на годишната шема. Не глупи дети глагаме, добро ја знаме твоята цел. Саме, што ти твоето гениално дело. А и никој не го знаеш како се најме нашето село. Че мало сјајно. Мислува шумно, генијално. Затоа сега влезете во мојата торба, а свајца ќе ве поштена на годишната чорба. Престани драги да се прави шарен, за лошоти и си надарен. Види кој ми вели. Прости, својки дели. Јас не дадам никакви собити, само едно сакам, твоето злочисто срце да вети. О, кажи, што тоа било шуфе? Кажи на чичко да би имало дете. Да го ослободиш дедомраз и да го поравиш веќе у нас. Ох, навистина ќе ми навези. Затоа што поставаш два услова во еден. Гаги, не видите да учи този бега. Оф, не, и овој најде да зборува сега. Гаги, ајде обиди се, добро да се сториш. Уф, како можеш така лош збор да изговориш? Ти се гадиш од зборови благи, а знаеш да не тука пред сите чудесни лаги. Какви лаги едам, тоа си е моје. Само че да е кедаш вещеру остере. Те знаеш бе ве моја, зборувате поред. Изгледа нова беше пријерот. Но да, одесно да ти се сами. За колку зборувате вие? Мислиш? Ние? О, па којато не вие споресни чуда. Изгледаш дека секој твојата глава е чуда. Опа, некој не ја послушал мојата заповед. Време е да ве претворам во каменен лев, нема гарди, дај ни казна друга и ти бидеме вечно верни слуги. Те молам гарди. Не заборавите што имавме за цел. Види што сум нашол, што за опрска сум цел. Сите да бидеме од Facebook дел. Мене ништо не ме интересира, освен селото на Деноград, што не можам да го најдам. Тоа најдобро ме не бира. О, гарди, но се беше по планот. Мене ќе ми каже мене ова старче белобрадесто, но претходно.
Ева си ке мазна не скана. Нема, и аз ке добрасно позаменам. Не сгреши на ние. Сега ке видите. Сега мојот кот си напитом. Немој Гарди. Сега. Готови сте сега. Ха-ха-ха-ха. Кој е сега добрас? Сега ми се чини дека ја ставаме приказната на пауза. Но сите ние сме дојдени овде со една цел. Да се забавуваме и весело да ја дочекаме новата година. Што мислите? Дали овде ликови се навистина скаменети? Не. Сега јас ќе ви кажам кои се вистински. Кој се? 313, тоа е ликот приказан. Смотан, и тоа е ликот приказан. Текнувалко и Штрумфета, тоа се вистински ликови. И тие ќе помогнат да се спасите до мраз. Ајде да видим. Како е ова чудно место? Зошто сите се споменати? Бега, црвекавче, бега. А зошто да бегам? Зарем овде не се наоѓа до нас? Или просто да бидам и с мама на нас? Сладко мало црвекавче, вкусно мало сладче. Па зарем не гледаш? Дедо Мраз е пред тебе. Личен на Дедо Мраз, не ли? Да? Дали ви се допаѓа како зборувам јас? До мене воопшто не. И не се допаѓа твојата обид. Зошто? Таа е топла, убава, ека. Кога до нас носим успехи и брада према. Ако си ти умна, на баба си цела. Но Дедо Мраз има и треки поръч. Па и чичко гаги нема што нема. Имаше и баси, саки и подаръци. Што ти е оброд